Вработени во јавното предпријатие Паркови и зеленило Флораком од Скопје го почнаа пошумувањето на дел од опожарените површини околу Кочани. За реализација на акцијата претходно компанијата А1 Македонија донираше 600 садници од видот јасен. Засадувањето на младите стебла се реализира на ридот Драчевик, на локација што најмногу настада од шумскиот пожар што се случи на 2 август, од кои беа зафатени куќи, објекти со добиток земјоделска механизација и возила. Ние излеговме со искуство дека во заштитниот појас на градот Кочани не е пожелно да се садат иглолистни дрвца, бидејќи се навистина подложни и опасни од ваквите пожари. Затоа се носиме со идеја да овој заштитен појас во иднина биде засаден со листопадни дрвца и медоносни дрвца, што во принцип ќе постигнеме и два резултати, односно два ефекти. Првин ќе имаме добар заштитен појас, а од друга страна ќе се штитиме од пожарите. И на крајот секако дека ќе биде корисно и за пчеларите кои, како што гледаме од година во година, бројот на пчелните семејства и на пчеларите расте, што значи дека ќе имаме повеќе ефекти. И секако уште еден ефект, рековме дека сега со правењето, односно засадувањето на дрвца на заштитниот појас во овој дел, така ќе продолжиме, идејата беше да продолжиме и во целиот град, да таму каде што ќе има заштитен појас, да се направат и стази за рекреација, за спортување на лицата, односно на жителите од тие населени места. Огромна благодарност до А1 кој што ја разбра потребата за една ваква реализација и очекувам на оваа донација да се придружат и други компании кои ќе бидат во можност да помогнат, се со цел побрзо да ги санираме овие штети од пожарите и да го направиме овој заштитен појас онака како што доликува и како што е потребно за граѓаните на општина Кочани. Одговорните во јавното предпријатие Паркови и зеленило од Скопје истакнаа дека пошумувањето се одвива без проблеми. Временските услови се поволни, а се користи и механизирана опрема. Значи садиме листопадни садници од видот на Фраксинус sp, тоа е така наречен наредно име јасен. Пошумувањето оди во одлична насока. Значи почнавме од делот од куките па во горниот дел на Икчето, значи све тече одлично, се надеваме дека до утрешниот ден ова ќе биде све завршено. Се надевам дека и во однос на граѓаните ќе го негуваат ова сето што е насадено и ќе се грижат за тоа, зашто сепак тоа сега се сади поради нив и поради луѓето, за да имаат убав амбиент, да имаат зеленило. При обезбедувањето на садниците од компанијата А1 Македонија нагласија дека донацијата што тие ја обезбедија е со цел да се даде придонес во враќањето на природниот баланс и во обновувањето на биодиверзитетот во околината на Кочани. По почетната теоретска обука за запознавање со причините за избувнување пожари и за опремата за нивно гасење, Доброволното противпожарно друштво од Кочани продолжува со обуката на своите членови. Во кругот на територијалната противпожарна единица се одржаа практични вежби, при што се симулираше пожар на отворен простор, а за чие гаснење се користеа возилата и опремата со која располага територијалната противпожарна единица од Кочани. Освен тоа, пожарникарите волонтери се обучуваа и за поставување водни линии, црева и разделници, како и за опасностите и обврските за лична заштита при дејствување. Исто така, професионалните пожарникари им укажуваа на задачите што ги имаат при тимско гаснење на огнената стихија заради усогласено и ефикасно дејствување. Од Доброволното противпожарно друштво истакнуваат дека имаат 50 членови, а од нив ќе се формираат 4 тимови за интервенции. Секој тим ќе брои по 12 лица, со што ќе се овозможи побрза и поефикасна обука. Практичниот дел од обуката ќе проложи во наредниот период, за да се опфатат сите пожарникари и волонтери. Доброволното противпожарно друштво од Кочани е граѓанско здружение, сместено во просториите на територијалната противпожарна единица. Ќе им помага на професионалните пожарникари при интервенции на шумски и пожари на отворен простор и во објекти.
Државната изборна комисија потврди дека во средата СДСМ ги повлекол приговорите за повреда на изборниот процес за трите избирачки места во општина Кочани. Претходно партијата поднесе приговори за нарушување на тајноста на гласањето, како и на постапката на сумирање и утврдување на резултатите од вториот круг на локалните избори за градоначелник. Приговорите се однесуваа на избирачки места во Кочани, како и во селата Долни Подлог и Тракање. Приговорот за гласачкото место 835 во објектот на градинката на улицата Скопска беше поради укажување на друг гласач како да гласа, како и за јавност во гласањето. На останатите две места, 865 во Долни Подлог и 874 во Тракање, забелешките се однесувале за нарушување на утврдувањето на бројот на гласачки ливчиња. Во известувањето од Државната изборна комисија не се наведени причините за повлекување на приговорите, но се додава дека освен во Кочани, СДСМ ги повлекла приговорите и за по едно избирачко место во Чешиново, Облешево и Конче, како и за две избирачки места во општина Шуто Оризари. Исто така, освен СДСМ и коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН го повлекла приговорот за едно избирачко место во општина Пробишти. Министерството за здравство информира дека почнува пријавувањето на заинтересираните граѓани за вакцинирање против сезонски грип. За таа цел веќе се набавени 40.000 дози 4 типни вакцини против сезонски грип, и тоа за стари лица над 65 години, за лица со хронични заболувања, за здравствени работници, бремени жени, како и за деца на возраст од 6 месеци до 5 години. Министерството за здравство информира дека веќе трета година поред за овие групи граѓани вакцинирањето е бесплатно. Поради зголемената побарувачка вакцини против грип на глобално ниво, се прават напори количините да пристигнат во што побрз рок. При тоа се нагласува дека не е доцна граѓаните против грип да се вакцинираат во ноември или декември, бидејќи согласно епидемиолошките податоци, оваа болест во последните десетина сезони го достигнува пикот кон крајот на февруари. Пријавувањето за вакцинирање против сезонски грип ќе се реализира преку веб страницата vakcinacija.mk. При тоа со пополнување на електронскиот формулар, граѓаните се регистрираат за вакцинирање директно во системот Мој термин. Согласно распоредот што е предвиден во планот за вакцинација, по пат на СМС тие ќе добијат информација за точниот датум и час кога треба да се вакцинираат на пунктот што ќе го изберат при регистрирањето. Како што се наведува, вакцинирањето против сезонски грип не штити од COVID-19, но вакцината е многу важна во услови на пандемија и влијание врз здравствениот систем. При тоа се предупредува дека во состојба на олабавување на рестриктивните мерки, кога се враќаат социјалните контакти и патувањата, зголемен е ризикот од коциркулација на COVID-19 и грип. Со тоа може да се очекува оптоварувањето од сезонскиот грип да биде надополнето со оптоварување од COVID-19, се вели од Министерството за здравство. Ризичните групи за сезонски грип се истите кои се под најголем ризики од COVID-19, поради што е препорачано вакцинирањето против грип на сите во овие лица. На тој начин ќе се избегне дополнително оптоварување на здравствениот систем, бидејќи заболените од грип би се хоспитализирале во ковид центрите, појаснуваат од Министерството за здравство. Во рамки на подобрувањето на просторните и други услови за одржување настава, Основното училиште Никола Парапунов од Виничкото село Драгобраште почна постапка за замена на вратите на внатрешните простории. За таа намена планирано е да се инвестираат средства од наменската сметка, но конечната цена ќе биде позната по отворањето на пристигнатите понуди од добавувачите, што ќе се пријават на тендерската постапка. Според спецификацијата во постапката, предвидено е да се заменат 15 внатрешни врати на училниците, како и на останатите простории. Избраниот добавувач има обврска да ги демонтира старите и дотрајани врати, а на нивно место да монтира нови, изработени од медијапан, што ќе обезбедат подобра топлотна и звучна изолација. Тоа значи дека освен крилата од вратите, ќе се заменат и постојните каси, кои треба да овозможуваат соодветно затворање со така наречена дихтунг гума.
Пријавувањето на заинтересираните добавувачи е до 11 ноември, со оглед што предстои отворање на добиените понуди по изборот на најповолната, ќе се склучи договор за да почне демонтажата на вратите. Целата постапка е планирано да се реализира за 10 дена по склучувањето на договорот. Нова активност за престојниот викенд организира планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани. В сабота и недела членовите на клубот ќе учествуваат на дводневен планинарски марш во соседна Грција. Во маршот е опфатено искачување на највисоката точка на планината Нидже, врвот Кајмакчалан, со 2521 метар надморска височина. Акцијата е наменета за сите категории уживатели и почетници до страствени уживатели на планината. Патеката за искачување на врвот на Нидже е со должина од 3,5 км во еден правец. Таа се смета за средно тешка, при што почетното искачување, односно стартот, ќе биде од височина од 2020 метри. Пред искачувањето на Кајмакчалан, планирано за внедела, учесниците на маршот ќе имаат сместување со ноќевање.